Во последните часови од вчерашниот ден, пред да стапи во сила одлуката за поскапување на дериватите за повеќе од 14%, беа забележени зголемени колони на бензинските пумпи, каде што беше ограничено колку литри гориво може да се наточи. Поради сомнежи за сокривање резерви на деривати, за тие подоцна да се продаваат по повисоки цени, како индици за манипулации со нелојална конкуренција и неправедни трговски практики, под истрага се ставени над 30 бензински пумпи, соопшти Државниот пазарен инспекторат. Тие ќе бидат предмет на подетални инспекции и доколку се утврдат законски прекршувања, ќе бидат санкционирани навреме, изјави директорот Владко Стојковски, според кого во последните денови биле спроведени повеќе од 300 инспекцијски контроли. Изминатите 3-4 дена инспекторите од Државниот пазарен инспекторат константно беа на терен. Извршени се над 300 инспекцијски надзори, увидени се дека кај 30 и нешто повеќе бензински има недостиг на гориво, истрошени се нивните резерви. И би сакал тука да истакнам дека има и неколку бензински каде што е продолжен инспекцијскиот надзор. Доколку има прекршување на законот, ќе имаат соодветни мерки согласно закон. Во меѓувреме премиерот Христијан Мицкоски изјави дека недостигот на деривати во пограничните региони бил предизвикан од граѓани од соседните земји кои доаѓале да точат гориво бидејќи кај нив цените биле поскапени порано. Сепак според наблюдувањата на медиумите и реакциите на граѓаните, ограничување на дериватите имало и во централните делови на земјава, каде бензинските пумпи дозволувале точење на гориво во вредност од 1000 денари по возило. Во дел од пограничните општини и посебно бензинските пумпи во пограничните општини се создава притисок од соседството, бидејќи голем број од граѓаните од соседството доаѓаат да точат дизел гориво посебно. И затоа се случува да на некои бензински пумпи побргу од тоа што е очекувано снема гориво, но тоа брзо се надоместува. Државниот пазарен инспекторат е континуирано на терен, нема прекини во снабдувањето. По Македонија со новото поскапување цената на дизелот се искачи до 85,5 денари за литар или околу 1,39 евра. Во Албанија 1,79 евра, во Србија 1,73, во Косово 1,53 евра, во Грција 1,59, а во Бугарија 1,41 евро. Ова предизвика граѓани од соседните земји да доаѓаат во Македонија за да точат гориво, појава која на слободниот пазар не представува законско прекршување, но предизвика незадоволство кај домашните граѓани кои мора да чекаат долги редици за нафта.